почитувани дами, драги гости. Во овој настан ми се чини дека многу работи се испреплетеа, поготово што левиот дел од страната видов дека дамите се познаваат меѓу себе, евоцираа спомени, меѓутоа вечерва сме овде по 27 пат да напишеме успешни приказни и да нацртаме, да ги сликаме онака како што тие заслужуваат. Во целата низа на сите мои објаснувања, опишувања, се трудов да бидам достојна и на поет и на уметник, пронаоѓајќи зборови достојни не баре се светост. Зашто кој умее да ја види вистинската, успешна и квалитетна жена, тој ќе разбере што мислам. И сега би сакала да ги прашам, ама онака тивко, искрено, баш нив, лауреатките. Сте седнале ли некогаш да одговорите на прашањето како изгледа вистинскиот успех? Која е бојата? Вкусот? Сте се запрашале ли некогаш како изгледа да му погледнете очи во очи, еден наспроти друг, тој и вие? Зашто знаете како? Напати успетот доаѓа како грмотевица, како молња, како светлина, како сеќавање за сите ваши чекори, за успехот, за падовите. Некогаш тој личи и како тишина, за да ги скрие вашите солзи од неуспехот. Не сакате никој да ги види. Многу пати е очекуван, ама не дошол во вистински момент. Некогаш доаѓа од ненадеж. Ама ќе признаете, секогаш доаѓа како прегратка и како вистински пехар во вашиот живот. Уште еднаш е можност од срце да ве поздравам и да ви пожелам да уживате во оваа ваша ноќ. 27-то издание Избор на најуспешни жени менаџерки 2023. Почитувани дами и господа, почитувана директорке на Управата за јавни приходи господја Сања Лукаревска, почитувани гости од регионот, почитувани жени менаџерки, драги пријатели и соработници, имам огромна чест и задоволство да го отворам 27-то издание на манифестацијата Избор на најуспешни жени менаџери. Овој проект низ годините беше поттик и поддршка на поголем број генерации жени, како успешни во бизнисот, и тоа менаџери, лидери и предприемачи. Од минатата година овој проект излезе од границите на нашата земја и го вклучува и регионот, успешните жени од регионот, лидери и менаџери, па така вечерва имаме две прекрасни дами, исклучителни личности, наши вечерашни лауреатки. Овој проект, кој што трае повеќе од 2,5 децении, представува можност за историски пресек, да видиме каде била жената некогаш, каде е денес и дали таа напредува во бизнис секторот. И да, таа напредува со силината на својата личност, со исклучителниот карактер, со истрајноста, упорноста, амбицијата, докажува дека нејзините резултати се реалност, дека таа не е случајна во бизнисот, дека има верифицирани и реални резултати. Во сите овие години ние минувавме низ еден тежок транзиционен период, како нашата земја, така и целиот регион. Во овој период жените менаџери се наметнаа и покажаа дека се сериозен економски фактор. Дотолку повеќе што сега живееме во едно исклучително тешко време, обременето со повеќе слојни кризи, како долгата пандемија, така и енергетската криза, така и прехранбената криза, но жените со својата исклучителна цврстина докажуваат дека многу пати изградиле монолитни бизниси, дека успеале да истраат на сите ветрометини на бројните кризи и да изградат механизми за борба во кризите, па така успеваат да ги одржат компаниите и денес вителни и со одржлив развој.
Вечерашните лауреатки се избирани според веќе воспоставени критериуми. Избиравме од успешни приватни компании од нашата земја и од регионот, избиравме според препораките на нивните деловни колеги и партнери, избиравме од приватни успешни компании, некои од менаџерките сме успеале и сами да ги запознаеме, и секогаш се почитуваше и личната согласност на жените менаџери да бидат дел од овој избор. Така вечерва имаме исклучителна топ 10 на прекрасни личности, врвни професионалци, и само ќе кажам дека им благодарам што се вечерва тука со нас и ќе им кажам дека тие ни се нам многу драгоцени. Не само на нивните тимови, не само на нивните компании, не само на нивните семејства. Тие се драгоцени за целото општество, бидејќи се дел од економскиот развој на земјата и уште нешто многу важно, тие се позитивен пример за младите генерации, кој што мора да ги убедиме малку повеќе дека и овде, на овие простори, може да се гради, може да се создава и може да се испишуваат успешни бизнис приказни. Им благодарам од срце што се вечерва тука, им посакувам многу успеси во иднина и им честитам за овој успех и за оваа награда што ја добиваат. Воедно сакам да се заблагодарам и на сите поддржувачи и помагатели на оваа манифестација, да се заблагодарам на жените менаџери од клубот на Марили бизнис клуб, кој што се и вечерва тука со нас и кој што помогна да направиме една изворедна хуманитарна донација, односно се покренавме повторно после пандемијата, жените од клубот, и купивме тестови со донација за апаратот Афиас 6, кој што е наменет за безболни крвни анализи и кој што ќе го намениме за децата, а апаратот всушност го отстапи на клубот нашата минатогодишна лауреатка, жена менаџер, Наташа Блажевска од ЛНТ Диагностик. И благодарам на Наташа и на иницијативата да го направиме сето ова, и благодарам и на жените менаџери што донираа средства и што ќе можеме да го заокружиме целиот овој проект, оваа свечена манифестација со хуманитарна донација. Добро вечер на сите, благодарам за убавата најава. Ми представува огромна чест и задоволство што сум дел од 27-та поред манифестација избор на најуспешни жени менаџери. На почетокот сакам на сите присутни жени лидери од земјава и од регионот да им посакам топло добредете и да ви честитам за вашата храброст и одлучност што се вклучивте во светот на предприемништвото, каде се создаваат иновативни, успешни компании. Преку вашите проекти го креирате вашето место во деловниот свет, представувате сила со која сите се гордееме не само во нашата земја, туку и во регионот. Покажавте и докажавте дека ги поместувате границите, правите лични, општествени, економски промени. И денешниот настан е еден сегмент преку кој заедно делуваме и сме мотив и поддршка за сите кои имаат потенцијал да почнат да делуваат, да придонесуваат кон стекнување на економска независност, кон нови успешни приказни кои ќе значат нови работни места. Женското предприемништво игра значајна улога во постигнување на родова равноправност, па од тука значајно е да си бидеме една на друга поддршка, да создадеме можности секоја во својот дел да ги исполни своите потенцијали, да се создаваат иновативни производи, услуги, нови работни места. Да ја поздравиме Драгица Устапетрова Атанасова, генерален менаџер Импера Пулс Инженеринг Скопје. Фотографија и ве молам да ви се обратите. Прво морам да кажам дека е многу убаво да бидеш во вакво друштво, затоа што мене ми е еден прв таков настан со луѓе што не се од мојата фела. Морам да кажам голема благодарност до оние што ме предложија прво, а второ до оние што ја сработија целата работа, затоа што ваква, да кажам, релативно малку видлива професија направија еве видлива.
голема чест е за мене што ја добив оваа награда. Многу интересно име има, жена водилка. И самото име мене ми инспирираше да ја посветам наградата на една моја жена водилка. Значи наградата сакам да ја посветам на мојата мајка. И се надевам дека барем малку ќе можам да пренесам на моите деца од тоа што ја го добив од неа. Ви благодарам. Да ја поздравиме Наташа Денковска-Војковски, генерален менаџер Бучен Козјак Куманово. Добро вечер на сите. Пред се да се заблагодарам на Агенција Марели за организација на овој настан, како потсетување за улогата на жените во бизнис секторот и партиципација во општеството. Особена чест и задоволство е да се раководи и менаџира со компанија која 4 успешни децении работи на македонскиот пазар, а Бучен Козјак оваа година го прославува 40 годишниот јубилеј од работењето. Оваа статуетка, како знак за успешност, ја споделувам со сите оние кои што заедно учествуваа во поставените цели и реализираните успеси. А тоа е тимот со кој работам, сопствениците на компанијата и моето семејство. Огромна благодарност до сите нив за споделената поддршка и укажаната доверба. Упатувам честитки до сите останати добитнички на наградите и на сите нив им посакувам уште поголеми успеси. Ви благодарам. Јасминка Вангелова, генерален менаџер на Интерфуд Венди Кафемати Скопје. Добро вечер на сите. Чест и задоволство ми е што доби ваква награда, посебно на агенцијата Марли и госпоѓа Лидија, што вака ни дозволува на жените пажња поголема. Без својот тим што го имам, без сопругот и децата поддршката, нема да работиме 20 години да сме успешна компанија. Тоа го покажуваме на нашиот пазар и цела Македонија. Така да, мојата награда им ја посветувам на моите деца, заедно и сопругот, да не гледат и да не пратат и да не наследат ако може. Ангела Јолаковска, финансов менаџер АСП ПАК Охрид. Добро вечер и од мене и најпрви честитки за сите драги колешки што ги запознав денес. Многу ми е драго. Честитки за тебе, Лидија, за ваквата убава организација, што ни овозможи нашето име да прозвучи така силно во нашата околина, бидејќи ние фактички се занимаваме со работа за која што не е голем круг на луѓе се запознаени. Посебна чест ми е што сум денеска тука. Им благодарам на моите соработници и драги колеги кои што ме кандидираа за ова убаво признание. Среќна сум што се тука дел од моите најбили, најблиски, кои ме прават една комплетно исполнета личност. И најмногу му благодарам на татко ми, заради кој што ја одбрав оваа професија, и кој што ме научи дека најважно во животот е да бидеш човек, а потоа со труд, упорност, трудолюбивост, трпение и со многу љубов можеш да бидеш се што ќе посакаш. Ви посакувам се најдобро и ви благодарам на сите.
уште еднаш за наградата, нека се можат. Се светувам на такова награда е за тебе, гордо ти ја посетувам. Да ја поздравиме Маја Станковска Костова, генерален менаџер на Кроација осигурување живот Скопје. Добро вечер, почитувани дами и господа. Најпрво би сакала да се благодарам на господја Лидија и Марили агенција која што го организира овој изборен настан и што ни дадоа едно признание за жените менаџери, значи нашата улога во ово општество. Голема благодарност за поддршката на семејството, благодарност за довербата и ентузијазмот на мојот тим кој што постојано ме следи. Оваа награда има големо значење за мене, на потврда дека ние жените знаеме сами во себе си најдеме инспирација. Сакам да ви подам честитки на сите жени менаџери и да ви посакам уште многу успеси понатаму. Ви благодарам. А сега ќе добие уште една круна Марија Косторанова, генерален менаџер на Диоптра Оптикс Скопје. Добро вечер на сите присутни. Јас обично сум многу зборлеста, не сум драмаџика, но никако вечерва еве емоциите ме понесоа и сакам да упатам благодарност на Мариле тимот и на господја Лидија за ова прекрасна чест да се биде помеѓу овие успешни жени вечерва тука. Чест е да се биде помеѓу многу успешни жени кои што се вечерва мои гостинки и кои што си се бодриме за сите успеси и резултати. И би кажала дека и покрај многу признанија и награди што сум ги добила, ова ми е посебна чест, затоа што е некако круна на моите 30 години успешно работење и работење со многу љубов, со многу истрајност, со многу упорност и многу професионалност. Би сакала да упатам посебна благодарност до мојот тим, начело со Лена, кој што го води тимот кој што не се менува, кој што само оди кон победи и каде што навистина се трудиме да бидеме максимално компактни, да стремиме кон исти цели, да имаме што повеќе задоволни клиенти. Посебно благодарност би упатила до мајка ми и сестра ми, кои што вечерва не се со мене, но цело време ми ја даваат поддршката. И најголема благодарност би упатила до моите ќерки кои што се мои водилки и кои што ми даваат сила да поместувам планини. Би упатила еден апел еве до сите идни менаџери за во иднина. Едноставно, како што споменав и во видеото, следете ги вашите соништа, следете го вашето срце и успехот ви е неизбежен. Ви благодарам. Да поздравиме Маја Кузмановска, генерален директор Бизнис Академија Смилевски бас. Добро вечер на сите. Се согласувам со сите претходни лауреатки дека, како рече едната лауреатка, срцето чука. Навистина е огромна чест и задоволство да се биде една од жените менаџерки кои што ги прогласува Марили агенцијата. Во секој случај 17 години сум во високото образование, а речиси целиот мој живот, откако паметам за себе, учам.
Благодете да се работи со деца. Често пати пријателите знаат да ми кажат: Маја, блазе тебе, во каква професија си, затоа што навистина е така. Обкружена сум со млади личности, искрени личности, личности кои што имаат чиста душа, чиста насмевка и едноставно лично за себе можам да зборувам, постојано ми го будат детето во мене. Сакам да се заблагодарам најмногу на институцијата која што седи позади мене и заради која што денеска сум тука, односно една сум од жените лауреатки, Бизнес Академија Смилевски бас, во која што сум веќе 13 години, 10 години како професор, а 3 години и професор и на позиција директор на оваа институција. Сакам да се заблагодарам на основачите, професорот Цвитко Смилевски, Цена Смилевска и Гораст Милевски, кои што од првиот ден широко ми ги отворија вратите. Благодарам на моите две прекрасни деца, моите два ангела, Антонија и Мате, кои што ми се главната сила, љубов и поддршка во животот. Благодарам на мојата мајка, најубава е тука во публиката. Една е мајка и благодарам за се што направи во животот. И благодарам на мојот татко, кој што велеше: јас не се секирам за тебе. Не можев да разберам што сака да каже, денеска разбрав. Оваа награда ја посветувам на него. Весна Чемерска-Пупова, генерален менаџер Фуџидент Кавадарци, покажа се што може една амбициозна и успешна жена. Добро вечер на сите. Почестена сум што вечерва сум овде и најпрво би сакала да изразам огромна благодарност до тие што ме кандидираа за оваа награда, до госпоѓа Лидија Трипуновска и до агенција Марили, кои што пронајдоа и открија лидерство и во мојата стоматолошка ординација Фуџидент и во Вински подрум Попови од Кавадарци. Успехот никогаш не е случаен, тој е резултат на искрена намера, голем напор, интелигентна насока и вешта изведба. Сите овие карактеристики, верувам, ќе се сложите со мене, се комплексни и се мноштво од избор кој што оваа вечер чувствувам и сакам да верувам дека се преточени во оваа статуетка. Мојот успех им го должам на моите родители, на моите две керки Рената и Бојана, на мојот сопруг Гоце и на мојот тим со кој што секојдневно сум во мојата стоматолошка ординација и со кој што секојдневно успеваме да постигнеме нови заеднички успеси. Им честитам на сите вечерашни жени менаџерки за нивната награда и се чувствувам многу среќна што денес во текот на бизнис форумот и вечерва што сум во друштво на успешни и инспиративни жени лидери, со кои што верувам дека во иднина ќе имаме можеби и заеднички успешни проекти. Благодарам. Да ја поздравиме Аракси Микаелијан, генерален менаџер Инфотим Логистика Војводина, Србија. Честитки за наградата. Сине, знаеш ли како се постае шампион?
izađeš na teren kad je najteže i pobediš. Rekao je naš veliki glumac Nebojša Glogovac. A ja bih dodala, kada nađete posao koji volite i kada pronađete suštinski sebe u tom poslu i kada strast tog posla vodi svaki deo vašeg bića, tek tada možete da zaista dostignete uspeh, one visine koje priželjkujete i možete da uživate u plodovima svog dugogodišnjeg, istrajnog i odgovornog rada. Želim da se zahvalim večeras Lidija i agenciji Marili na ovoj zaista divnoj konferenciji i ovoj večeri. Želim da se zahvalim što ste prepoznali nas, žene, kao nosioce, kao lidere, kao nekoga ko je kadar da menja društvo i svet. I pre svega, sada držim ovu nagradu u ruci, ali ja nisam isključivi vlasnik ovoga. Ovu nagradu pre svega za nju su zaslužna moja deca, jer svaki korak koji sam napravila, pravila sam tako da njima budem uzor, kao čovek, kao neko ko stvara i kao neko ko treba da pazi kakvu odgovornost ima prema društvu i prema ljudima. Naravno, ne bih sama mogla ništa da ljudi koji rade sa mnom ne veruju u mene i u moje odluke, tako da ove nagrade pripada i njima, a suštinski čovek je ništa ako nije ostvaren u svom privatnom životu, tako da ova nagrada pripada i onima koji me vole i koji su verovali u mene. Drage dame, čestitam svima vama koje ste sa ovom nagradom pokazale da ste šampioni. Hvala. Jedan ogromen aplauz za Санија Мурати, директор на НВО Лејди, прва и единствена советничка куќа за жени на Косово и директор на Balkan Women Association. Čujem se ja i bez mikrofona, ali eto, uzet ću ga. Hvala. Naravno. Hvala od srca Marili agencija. Hvala gospođo Lidija. Hvala Sjevernoj Makedoniji što je prepoznala trud, želju i vjerujem mogućnost da radimo, da sarađujemo i idemo skupa zajedno. U nove pobjede, u nove projekte. Zašto sam uzela ovu knjigu? Vi ste vidjeli u snimku da smo uspjeli napraviti jedan plod, jednu knjigu u Balkan Women Association u kojoj se nalazi 60 uspješnih priča sa žena Zapadnog Balkana. Jedna od tih 60 je i gospođa Lidija. Ostalih imamo sveukupno 10 žena iz Makedonije. A ja bih željela pročitati samo jedan uvod umjesto mojih riječi večeras ovdje, jer znam ovo što piše u ovoj knjizi, da je istina i o meni, i o Lidiji, i o svima vama prisutni. O knjizi ili o 60 svjetlosti. Svjetlo sam i oko mene gore 60 sličnih svjetala. Toliko različite, a toliko slične. 60 žena, 60 sudbina, 60 različitih priča sa istim krajem i u potpisu svake od njih uspjela sam. Rođena na Balkanu, tamo gdje se čovjek smije na glas, tamo gdje su krv i med sinonimi i tamo gdje žena mora noktima kopati da bi uspjela. 60 od X nisu htjeli otići nigdje. Ostale su tu gdje im je dom po rođenju, gdje pogača najljepše miriše, gdje se viče kada si ljut i gdje se nazdravlja kada si srećan. Ostale su tu i dokazale sebi i cijelom svijetu da i onda kada te najjači talasi razbijaju o stijene,
moraš i možeš nastaviti dalje. 60 priča ostvarenih poslovnih žena, obojene paletom životnih iskustava, predrasuda, grubog mentaliteta, fizičkog znoja, upornosti, materinstva, ratova, padova, vjere, izdrživosti, uspjeha i ljubavi. Bilo je lako, je rečenica koju ni jedna od 60 nije mogla da izgovori. Ako ih pitate da li su uvijek bile jake, reći će vam. Ne, bilo je dana kada sam bila na ivici snaga i nisam znala kako dalje. Ne, bilo je momenata kada sam bila slomljena u 1000 sitnih parčića. Ne, ali sam sebi svaki put i ponovo obećala da ću pokušati još samo jedan put. I ispunila sam obećanje. X puta je postojao još samo taj jedan put i upravo zbog njega sam danas ovdje sa vama gdje jesam. Svaki put kad sam pala, ustala sam, obrisala koljena i nastavila dalje. U ime svih 60 i svih vas večeras u sali, Sanija Murati. Добро вечер на сите. Многу ми е драго што сум вечерва со вас во името на Институтот за белодробни заболувања кај децата. Почитувани представници на манифестацијата Избор на најуспешни жени менаџери, почитувани дами и господа, би сакала од моje лично име, како специјалист педијатар и од името на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, да ви се заблагодариме што сме присутни на денешниот настан и што ни овозможувате како здравствена институција да сме дел од ваков и значаен и свечен ден. Во оваа прилика упатувам и посебна благодарност до господја Лидија Трипуновска за донацијата на апаратот имунолошки анализатор, кој е за нас од исклучителна важност, со кој се обезбедува непречено одвивање на работата на овој институт. Да споменам уште еднаш групна фотографија, која ще ја правиме секогаш